Еве сме. Значи, водена сесија дишење. Убаво е човек или да седни, или да легни. Или може да почни со седење, ама по некое време, по некои 10 минути, 15, да продолжи со лежење. Седењето служи за да ја истренираме таа енергетска состојба на организмот, каде што правилно се користат и горниот, и долниот, и средниот дел, и страничниот, исто горен и долен, и задниот, горен и долен дел, подеднакво телово како едно совршено бабуле и топка диши, а тоа значи ја пропушта и ја циркулира животната енергија. Значи, во седењето најдобро може да се истренираме, да ја активираме таа енергетска состојба и после да продолжиме со лежење. Зошто е тоа интересно и битно? Затоа што со седењето, ако ја активираме, ако научиме да ја активираме диафрагмата подеднакво, да работи и долу, и горе, значи и во долниот дел, и во горниот, совршено активно подеднакво, многу често луѓето при седење го згрчуваат, без да знаат носат тензија или тука, некаде во овој регион, или долу. И без да знаат, диафрагмата не им дозволуваат совршено да движи. Сега, во седењето затоа може да истренираме. За во активни ситуации, во текот на обични денови, каде имаме многу обавези, потенцијални стрес, атмосфера со шок, кои што би научиле, каде што на лице место би го научиле, да го истренирале нервниот систем да остане регулиран. Тоа е најбитното нешто. Нервниот систем да биде регулиран. Регулирање на нервниот систем. Значи, седнуваш или легнуваш и демонстрирам со уста, на вас, на тој што диши, е да почувствува, значи почувствувај кој канал за тебе во моментов би бил попријатен. Добро е да се почне и да се заврши со носот, секогаш. Ако природно се отвара устата и дозволувам, не ја запирам, не ја потиснувам. Многу често телото може да има потреба самото че си покажи, ни самото дишење. Пример, од устата повеќе отколку од носот. Но битно е да се секогаш враќаме на почетокот и на крајот со носот. Дишам во градите и во овој дел, долен дел. Правиме едно 2-30 свесни издишки. Дишам во градите и кога одам во градите и лево и десно. Баш она активно, во крајно лево и крајно десно овде дишиме. И ова отвара простор и за рамената. Влада една опуштеност. Не брзаме. И онака практиката е интензивна. Не внесуваме дополнителен напор. Дозволуваме опуштеноста да владе и да не носи. Да не носи низ процесот. Значи, полека, прогресивно, како што дишам во деловите на телото, здив по здив. Издишка по издишка. Нема пауза,
нема стоп. Може и само со нос. Дишам во рамената, од рамената во рацете и одам назад, позади срцето и пак позади срцето, лево и десно позади срцето, го прегрнувам овој сиот дел заедно со откаде што почнав градите пак. Ваде опуштеност, не брзам. Може и дури она нежно телото да се помрдни, бидејќи колковите одат нанапред, а градите и рамената одат наназад. На тој начин диафрагмата најлесно се отвара. И со овој дел одам малце понапред, затоа што при вдишувањето добро е да го почувствуваме обавезно, заедно со градите и овај дел. Значи го слегувам дишењето. До долу и до уште подолу. И уште подолу, под папукот, крлицата. Мочниот меур. Дишам во мочниот меур. И во простатата за мажи или јајниците и матката за жените. Во рацете. И лево и десно. Полека го проширувам овој регион, дишам назад. Дишам назад, целосно го прегрнувам сиов овој дел, значи и во бубрезите. Зато е добро некое време со рацете да ја фокусирам, да ја носам енергијата таму, за после многу полесно, интуитивно да се случува по команда умот да оди во тој регион, заедно во комбинација со здивот, и на овој начин свеста се носи таму каде што ние ќе ја концентрираме. Ја вежбаме волјата, ја вежбаме внатрешната свесност и со тоа автоматски го активираме одвнатре телото во погледи на здравје, присутност, благосостојба, и тоа е темелот за психичкото добро стоење. Значи назад во бубрезите. Му се смем на бубрезите, значи му даваме една пријатна, убава наредба. Во овој правец, ама одназад.
Здив по здив. Нема пауза, нема стоп. Циркулирањето продолжува како една фокусирана медитација. Здив по здив. Присуство. Присуството се кристализира. Оти енергијата се концентрира внатре. Остануваме во бубрезите и во тој сиов овој регион, сега и во однапред, го прошируваме ова како една топка енергија и во нејзе дишиме. Перинеумот. Истовремено дишам и во овој дел и во овој дел. Го качувам малку погоре, заедно со овие делови, дишам во грлото, во сиот овој регион, и лево и десно, во грлото. Дишење во грлото го ослободува грлото. Нежно го спуштаме низ срцето и пак во соларниот плексус. Ја движиме и ја циркулираме енергијата преку дишењето. Зошто? Затоа што ако се задржиме несвесно само во еден дел, може да се створат дури и тензии, затоа што преголемо количество на енергија останува концентрирано само на едно место. И то не смее да се случува. Поготово не смее во главата или во регионот на срцето. Затоа го движиме секогаш, ако нема каде, посебно чувство, каде да го насочам моето внимание, секогаш го носам тука, во овој регион. Значи, како што гледаме, го движиме и пак надолу го носиме. И од оздола секогаш преминуваме лево-десно и назад, кај бубрезите. Заедно со фокусот и однапред. Значи, како една цевка да се отвара од тука и да излегува од другата страна. И може да се играме сега. Си даваме слободот и здрав човек секогаш може да диши подолг период, поактивно. Не се плашиме. Си даваме 3, 4, 5, 6, 7 здива и обавезно, целосно, еднаш на 3-4 вдишувања. И пак продолжуваме. Еднаш целосно. Па продолжуваме. Ако ни дојде многу, мала пауза, го оставаме телото, ама секогаш со едно целосно вдишување и пуштање, и тука се опуштаме.
си даваме простор, телото само да диши. Си даваме одмор, бидејќи предходниот процес е чист фокус на енергија и концентрирање на енергија. И тој е многу интензивен. Може да биде многу интензивен, доколку премногу интензивно почнеме да малку подлабоко и побрзо. Поентата е енергијата што ја концентрираме да се интегрира автоматски, директно во тетивите, во мускулите, во органите, во фасијата, значи внатре во телото, во моментот паралелно додека дишиме, то произведува најздрав енергетски ефект. Ако само се концентрираме во енергијата, без да ја интегрираме со тотална релаксација, внатрешна опуштеност, каде што и диафрагмата лесно си плута, си лета, си течи, се растегнува, здив по здив, без проблем. Значи, мора диафрагмата додолу до крајност, стомакот да диши, телото да диши, внатрешно биде целосно опуштено. Да ја пропуштаме праната, енергијата да тече низ нас. На овој начин, секогаш кога телото пројави со некоја тензија во вратот, во грлото, во градите, во стомакот, во грбот, во рамената, секогаш може фокусот да го однесиме на тој дел и да дишиме тука. Пример да речеме во грлото. Од грлото се започнати многу блокади кои што после, како што меридијаните се поврзани низ органите, напред, назад, лево, десно, со мозокот, како што меридијанов минува, така тензија како линија минува низ цело тело. И дишење во овие круцијални делови, каде носиме тензија, пример во грлото, значи тука во овој дел, горниот дел од градите, овој дел, ги разбива тие тензии. Со рацете носам фокус во тој дел, затоа кастом. Секогаш би кажал дека нема потреба да се плашиме, да дам налце туража, на активност. Секогаш да се охрабруваме, да дадеме акција, значи брзина и длабочина, да дадиме на брзина и на длабочина, без да се плашиме. Значи, јас почнав со уста во овој случај, затоа што така имав потреба. Ако чувствувате дека немате потреба за уста, слободно продолжете со носот. Секогаш кога ќе почувствуваме дека повеќе енергија се активира, од што во моментов можеме да поднесиме, си даваме одмор.
и го оставаме телото само да си диши. Внатрешна насмевка, но сам во моето тело внатре. Оти и ова е програма и репрограмирање, многу битен дел од сесиите дишење. И го оставаме телото само да се диши. Издишката практикувана свесно со самогласка а о а е у секогаш активира различен аспект на мускули од грлото и од телото, лево десно, напред назад, и е сосема во ред. Да ја практикуваме свесно 10-20 пати, оти телото само ќе ни покажи кој тип на дишење, вклучувајќи и издишка, ни е доходовно во моментот за нас. Го оставаме телото само да диши, да си го најди ритамот. И ако имаме простор, може да продолжиме со уште еден циклус на дишење.